Добар ден на сите што дојдовте. Добре дојдовте на оваа пресконференција што ја организира Советот на СОНК, а во врска со понуденото зголемување на Министерството за образование и наука, понудено зголемување на плати во дејност образование за 10% од април месец 2020 година. По основ на ова предложено зголемување на плати, Советот на СОНК преку своите синдикални организации изврши сондажа во однос на прифаќањето или отфрлувањето на овој предлог и на денешната 21 редовна седница на Советот. Советот ја донесе следната одлука. Советот на СОНК едногласно донесе одлука дека понудата не ја прифаќа и своите интереси ќе ги брани со генерален штрајк. Советот на СОНК исто така во овој период на помирување до генералниот штрајк, тоа е 15 дена, го отвара уште еднаш барањето кон Министерството за образование и наука и бара предвиденото зголемување да не започне од април 2020, туку наше барање е да започне од 1 јануари 2020 година. Исто така Советот на СОНК бара, освен ова поместување на почетокот на исплата на зголемените плати, да и понудените 10% бидат предмет на договарање, односно да се понудат многу повисоки проценти од 10%. Пропратни барања кои што ќе се достават до Министерството за образование и наука, ако дојде до генерален штрајк, односно ако не дојде до исполнување на ова наше барање, тоа ќе биде и барање за измени и дополнување на колективните договори за основно и средно образование, во кој што ќе се иницира регресот за годишен одмор, надоместоци поврзани со превоз на вработените, прекувремените наставни часови, кои што досега воопшто не се исплаќаат, а треба да се исплаќаат, ревидирање на плаќањето во комбинирана настава и така натака. Исто така, ќе се бара доследно почитување на колективните договори за основно и средно образование и законите во правец на почитување на законски одредби во однос на зголемување на минималната плата, имплементација со постоечките колективни договори, почитување на колективните договори, важност на колективните договори и така натака. И на крајот би завршил со уште едно барање кое што е од итен карактер, тоа е барањето за изготвување и подпишување на колективен договор за високо образование и наука, кој би бил со период на имплементација од 1.1.2020 година. Штрајкот започнува по-конкретно 11.2019 година. Значи тоа го испуштив како дата, реков имаме законска обврска 15 дена период на помирување, што значи од денешната одлука за некаде 16 дена е понеделник 11 ноември 2019 година. Во тој период, доколку не се условно кажано помириме, односно не ни се исполни барањето за зголемување на плати да започне од 1 јануари 2020 година и за процент поголем од понудените 10%, тогаш штрајкот ќе започне на 11 ноември 2020 година.